Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате третиот дел од книгата Некои карактеристични црти на исламот. Некои карактеристични одлики на исламот беа предавања на Хазрети Мирза Тахир Ахмад Халифатул Месих IV за благословена меморија на Универзитетот во Камбера, Австралија. फानियों की जाहो हशमत पर बला आवे हजार. Исламски концепт за правда. Сега ќе наведам неколку важни примери на исламски принципи на кои можеби денес им треба посебен акцент во светот. Првиот се однесува на исламското учење во однос на правичноста и правдата. Другите религии не представуваат сеопфатна насока за спроведување на правдата и фер игра, па дури ако воопшто го споменуваат ова, тоа е во термини кои едвај можат да бидат применливи за нас денес. Всушност, некои делови од овие упатства се во директна спрега со интелектот и чувствителноста на нашето време, и не може да се заклучи дека овие учења или станале корумпирани или биле наменети само за локална или привремена примена. Бидејќи јудизмот го представува Господ како само Бог на Израел, со исклучување на сите други, тогаш не е чудно што не мора да се справи со основното прашање на човековите права како такво. Што се однесува до хиндуизмот, се чини дека е непријателски не само кон не-хинду, туку и кон хиндусите од пониска каста, со што се стеснува понатаму полето на милоста на Бог кон многу помал дел од човековата раса. Декрети на хиндуизмот. Ако брахмин не е во состојба да врати заем на една ниска каста, другиот нема право да бара враќање. Но ако некој од пониска каста не е во состојба да врати заем земен од бармин, тој треба да биде вработен како работник за браминс, се додека не го врати заемот во целост. Во јудизмот пак не успеваме да откриеме концепт на правда кон непријателот. Тоа е кажано: и ке ти ги предаде Господ, твојот Бог, во рацете твои, и ги разбиеш, тогаш предај ги на клетва, не прави со нив сојуз и немој да ги помилуваш. Сега за споредба ќе наведам неколку примери на исламски учења во истите области. Чесниот Куран се нарекува, и цитирам: "И кога владеете меѓу луѓето, да владеете со правда. О верници, бидете строги во чувањето на правдина, сведочете во името на Аллах, дури ако тоа е против вас, или родителите, или блиските роднини. Бидете цврсти поради Аллах, сведочете во името на правдина, и нека непријателството на некој народ не ве наведе да не постапувате праведно. И борете се на Аллаховиот пат против оние кои се борат против вас, но не пречекорувајте ги границите. Аллах навистина не ги сака оние кои претеруваат. И ако се наклонети кон мир, и ти биди наклонет." Друг пример што сакам да го цитирам од вечните учења на исламот е оној што се однесува на одмазда и прошка. Кога ќе ги споредиме учењата на исламот во оваа сфера со оние на другите вери, наеднаш не погодува оваа забрана на Стариот Завет. Око за око, зап за зап, рака за рака, нога за нога. Несомнено, таквиот нагласок на одмазда не предизвикува само чудо, туку го натажува нашето срце. Како и да е, јас не го цитирам овој пример за да искористам друго учење, но да покажам дека кога се гледа во светло на куранските принципи, тури и вакви драстични мерки, исто така понекогаш може да бидат оправдани. Честниот Куран така ни помага да ги следиме конфликтните учења на другите вери во духот на сочувство и разбирање, што исто така е ексклузивна карактеристика на исламот. Според честниот Куран, извлекувањето на целосна одмазда се уредувало само за да се задоволат специфичните потреби на одреден период. Ова било неопходно за да им се даде храброст на израелците да се исправат и да се борат за своите права, откако станаа жртви и поробени за подолг период, и како резултат на тоа станаа кукавици и развија длабок комплекс на инфериорни луѓе. Очигледно, во таква ситуација,
Тоа само ќе ги натерало израелците да потонат подлабоко во својот морал и да не им дадат доверба и храброст да ги кршат оковите на робството. Ова учење според тоа било исправно и правилно во ситуација која тогаш постоела и навистина била дадена од Семудриот Бог. Од друга страна, кога ќе го разгледаме Новиот Завет, откриваме дека во спротивност со претходното писмо, Стариот Завет тој нагласува прошка до таква мера што ги лишува израелците од правото да извлекуваат каква било одмазда. Вистинската причина за ова лежи во промената на претходното учење во текот на долг временски период. Израелците станале храбри и жестоки, а тоа може да се поправи само со тоа што за одреден период ќе го суспендираат нивното право да извлечат одмазда. Ова е причина зошто Иса алейхи селам, Исус ги предупредил. Сте слушнале дека е речено око за око, зап за зап. Јас пак ви велам да не се противите на злото. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. А оној што сака да се суди со тебе и да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Исламот ги смета овие две спротивставени учења за комплементарни, секој одговара на условите и ситуацијата што преовладува во тоа време, и според тоа, ниту едно не може да тврди дека е универзално или вечно. Ова е совршено разумно, зашто човекот се уште напредувал во претходните фази на развој и се уште немало заедница во која може да се гарантира закон кој ќе биде конечен и универзален. Ние веруваме дека Исламот е тој конечен закон и представува учење кое не е под влијание на место или време, кој факт е илустриран со неговото учење за материјата што се разгледува. Честниот Куран вели: а на злото може да се возврати со иста мера, а ако некој опрости и тоа доведе до поправање, наградата негова е кај Аллах. Навистина, он не ги сака престапниците. Така, Исламот ги комбинира најдобрите карактеристики и на претходните учења, со витално додавање дека простувањето се пофалува под услов да резултира во подобрување и во корекција на заштитникот. Тоа е вистинската цел. Ако не, тогаш се смета дека казната е неопходна, но не и надминувајќи го степенот на кој му е сторена штетата. Сигурно, ова водство е во целосна сообразност со човековата природа и е практично денес како и кога било откриено пред 14 века. सल्तनत तेरी है जो रहती है. Некои други карактеристики. Темата за карактеристичните црти на Исламот е многу обемна и јас успеав да се справам само со неколку аспекти што ги избрав за оваа презентација. Времето ќе дозволи не повеќе од измината референца за некои други аспекти што не би сакал да ги изоставам. Исламот смета дека Бог е создател на универзумот и го представува неговото единство со строги едноставни термини, разбирлив и привлечен и за рустикалец и за интелектуалец. Исламот го нарекува Господ совршено битие, фонтана на сите извонредности и ослободен од сите грешки. Тој е жив Бог, кој се манифестира секаде и кој го сака она што го создал, ги слуша нивните молби. Затоа тој комуницира со човештвото како и порано и не ги забранува патиштата да стигнат директно до него. Исламот смета дека не постои противречност помеѓу Словото Божјо и неговото дело. Така не ослободува од традиционалното ривалство меѓу науката и религијата и не бара човек да верува во нешто што е над законот на природата утврден од него. Тој не повикува да размислиме околу природата и да ја користиме за добро, затоа што се е создадено за доброто на човештвото. Исламот не создава тврдења без основа, ниту пак не принудува да веруваме во она што не го разбираме. Ги поддржува своите учења со разум и објаснување, задоволувајќи го нашиот интелект и длабочините на нашата душа. Исламот не се заснова на митови или фолклор. Ги поканува сите да експериментираат за себе и смета дека вистината е секогаш потврдена
во една или во друга форма. Откриената книга на Исламот е единствена, разликувајќи ја од сите други вери. И покрај нивните колективни напори со векови, нејзините противници не биле во можност да изедначат ниту мал дел од оваа чудесна книга. Неговата заслуга лежи не само во неговата единствена литературна извонредност, туку и во едноставноста и сеопфатноста на нејзините учења. Честниот Куран прогласува дека тоа е најдобро учење, тврдење, направено од ниту една друга откриена книга. Честниот Куран тврди дека ги комбинира најдобрите одлики на претходните книги и целото трајно и сеопфатно учење е ставено во рамките на неговото потекло. Честниот Куран вели: во нив било учење кое останува цврсто и држи цврсто. Навистина, ова се наоѓа во страниците одамнешни, во страниците на Ибрахим и Муса. Особена карактеристика на Исламот е тоа што нејзината откриена книга е на жив јазик. Зар не е чудно што јазиците на сите откриени книги се или мртви или веќе не се воопште употреба? Жива книга се чини мораше да биде на жив и постојан јазик. Друга разлика на Исламот е дека нејзиниот пратеник поминувал низ секоја замислена фаза на човечко искуство, почнувајќи од сиромашно детство и детство без родители и завршувајќи како неоспорен владетел на својот народ. Неговиот живот е документиран во мали детали и ја одразува ненадминатата вера во Бог и постојаната жртва на негов начин. Живеел целосен и исполнет живот полн со акција и оставил пример за совршено однесување во секоја сфера на човековото постоење. Ова е само соодветно и исправно, бидејќи тој бил живо толкување на честниот Куран и со личен пример го осветлил патот на човештвото за сите времиња што доаѓаат, улога што не ја исполнил соодветно ниту еден друг пратеник. Друга разлика на Исламот се многуте пратеништва што се исполнети низ вековите и ја засилиле верата на нејзините следбеници во постоењето на сезнаен и жив Бог. Овој процес продолжува и до ден денес, затоа што сведочи неодамнешното откритие на зачуваното тело на фараонот, кој ги истерал Муса алейхиселам, Мојсей и неговите луѓе од Египет. Друг свеж пример на куранското пророштво е за развој на нови средства за уништување, каде огнот би се заклучувал во минутни честички, кои би се протегале и агитирале пред да експлодираат со жестина, што би предизвикала планините да испаруваат. Друга карактеристика на Исламот е тоа што, кога зборува за живот и живот после смртта, исто така предвидува и идни настани на овој свет, чие исполнување ја засилува верата на своите следбеници во животот по смртта. Исламот е различен од другите вери во обезбедувањето на сеопфатен кодекс на однесување за индивидуални, колективни и меѓународни односи. Овие упатства ја опфаќаат секоја замислена ситуација и вклучуваат врски помеѓу младите и старите, работодавачот и вработениот, меѓу членовите на семејството, меѓу пријателите и партнерите, па дури и меѓу непријателите. Правилата и принципите изречени се навистина универзални и веќе го положиле тестот на времето. Исламот прогласува целосна еднаквост меѓу човештвото, без оглед на разликата во кастата, верата и бојата. Единствениот критериум на чест што го прифаќа е тој на праведност, а не на раѓање, богатство, раса или боја. Честниот Куран вели: навистина кај Аллах најблагородниот е оној меѓу вас, кој е најбогобојазливиот. И повторно: кој прави зло ќе биде казнет соодветно на тоа, а кој прави добро, било да е машко или женско, а верник е, ќе влезе во дженнетот и во него ќе биде снабден без мера. Исламот представува дефиниција за добро и зло, што го разликува од сите други вери. Не ги поддржува природните човекови желби да бидат со лоша намера. Исламот учи дека нашите природни наклонетости треба да бидат регулирани и канализирани, така што ќе ги направат конструктивни и корисни за општеството.
Исламот не само што ги направил жените наследници на имотот, туку исто така им дал еднакви права со мажите и не на начин што ќе ги занемари карактеристичните белези на нивната анатомија и нивните ексклузивни одговорности во носењето и доењето на децата. सल्तनत तेरी है जो रहती है दाइम बरकरार. Религија на мирот. На крајот на сите трагачи на мирот би им посекал пријатни разбранувања дека исламот е вера која гарантира мир во сите сфери и на сите нивоа, индивидуална, социјална, економска, национална и наднационална. Исламот сам носи име, чие буквално значење е мир, а оној кој станува муслиман не само што влегува во безбедно засолниште, туку и го гарантира за другите и ги избегнува сите дејствија што може да доведат до беззаконие и нарушување. Честниот пратеник салаллаху алейхи ве селем рекол дека е муслиман е тој чиј збор и дело не им штетат на другите. Монументалното обраќање на честниот пратеник салаллаху алейхи ве селем непосредно пред неговата смрт, а по изведувањето на она што е наречено проштален аджилък, е вечна повелба за мир за целото човештво. Исламот поддржува мир не само помеѓу луѓето, туку и помеѓу човекот и неговиот создател, така што не само другите луѓе да останат неповредени од зборот и делото на муслиман, туку тој самиот останува безбеден од Божиот гнев и цензура, надомест кој се заслужува како резултат на извршување на престап. Значи мирот на еден муслиман се добива во овој свет и се протега и во оној свет. Учењата на исламот, ако ги следат нациите од светот, се целосно способни да го спасат од судири и уништувања. Исламот е жива вера и тврди дека може да ја постави врската на човекот со Бог на иста рамнина како што била во деновите од минатото. Исламот не смета дека откровението и причестувањето со Бог е нешто од минатото. Верува дека патиштата на духовното блаженство, што го проследиле Ное, Аврам, Муса алейхи селам, Мојсей, Иса алейхи селам, Исус и пред се, пратеникот на Исламот, се уште се отворени и им се обраќаат на оние кои сакаат да имаат блиска заедница со Бога. Ахмадија движењето. Ахмадија движењето во Исламот верува дека овие тврдења се исполнети во наше време, во личноста на нејзиниот основач Хазрети Мирза Гулам Ахмад, роден во 1835 година во далечното село Кадијана во Индија. Му било овозможено од Божја милост да го трасира патот на побожност и праведност и строго следејќи ги учењата на Исламот, бил благословен во интимна заедница со Семокиниот. Тој примил Божјо откровение, кое било основа за неговите пророштва, чие успешно исполнување продолжило и после неговиот живот. Во согласност со Божја насока, тој го основал Ахмадија движењето во Исламот во 1889 година и оставајќи зад себе посветена и живописна заедница на ученици, што брои неколку стотици илјади, тој заминал од овој земен престој во 1908 година. Неговата мисија продолжува, а заедницата е предводена од избрани наследници. Опишувајќи ја својата мисија, основачот на нашето движење рекол: "Јас сум испратен да докажам дека Исламот сам по себе е жива религија. И јас сум бил благословен со духовни сили, кои ги прават безпомошни оние од другите вери, а исто така и оние од нас кои се духовно слепи. Јас можам да му докажам на секој противник дека честниот Куран е чудо во своите учења, неговото просветлено знаење, неговиот длабок и нежен увид и во својата совршена елоквенција. Ги надминува чудата на Муса алейхи селам, Мојсей, и оние на Иса алейхи селам, Исус, 100 пати." Тој продолжува и вели: "Јас сум светлината во темнината на оваа ера.
Оној што ме следи, ќе биде спасен од јамите и рововите ископани од ѓаволот, за да ги привлече оние што се прогонуваат во мракот. Тој ме испрати за да го водам светот љубезно и во мир до еден вистински Бог и да ги воспоставам моралните извонредности на исламот. И ми беа дадени небесни знаци за да ги задоволам оние што ја бараат вистината. Сега го завршувам своето обраќање со уште еден цитат од списите на основачот на Ахмадија движењето, што е повик до целото човештво. Огледалото што ви овозможува да го видите тоа возвишено битие е неговата заедница со човекот. Нека оној чие срце копнее по вистината застане и ја бара. Јас ви кажувам со сета вистина, дека ако душите искрено бараат и срцата на вистина се жедни за вистината, тогаш луѓето треба да го бараат вистинскиот начин и вистинскиот пат. Но како ќе се оствари ова и како ќе се подигне овој превес? Ги уверувам сите трагачи дека исламот само ги разбранува раскажувањата на оваа патека, бидејќи други одамна ставиле печат на откровението на Бога. Но уверете се дека Бог не го оставил овој печат. Ова е обичен изговор, измислен од човекот, кој е лишен од неговото присуство. Навистина, како што не е можно да се види без наши очи или да се слушне без уши, на ист начин, невозможно е да се гледа ликот на оној возлюбен, без помош на честниот Куран. Јас бев млад човек, а сега остарев, но никогаш не најдов некој што се напил од крајниот духовен еликсир, освен на овој свет извор. Без сомнение, овој повик е животворна порака за секоја душа што ја бара правата вистина. सल्तनत तेरी है जो रहती है दाइम बरकरार सल्तनत तेरी है जो रहती है दाइम बरकरार. Ова е последниот дел и книгата Некои карактеристични црти на исламот е завршена. Еселаму алейкум.